Крумислав Мишко Барзов, нашиот познат автомобилски новинар, односно новинар за автомобилизмот се разбира. Сакам да поразговарам на неколку теми. Мишко, добро утро. Добро утро, Саша, и на тебе, и на целата екипа, и се разбира нашата публика. Мишко, во автомагазин, не знам кога станувате наутро, но порано и подоцна сепак сите оние кои што се движат низ градов, веројатно е добро да ги консултираат вашите совети на веб страната и во самите емисии што ги правите. Бидејќи денеска ќе поразговараме за автомобилизмот. Мишко, завршува една година кое што беше проблем за се и се што во светот, па така и за автомобилската индустрија. Како се оценува оваа 2020 година со оглед на тоа што заради сите можни карантински, пандемиски услови, веројатно и последиците и влијанието врз автомобилската индустрија е екстраординарно? Точно, токму така. Пандемијата поремети оската на планетата, така да сите работи се редефинираат, како и производството на автомобили. Со цел да се задржи повисока стапка на економија, развиените држави го одржуваат производството на автомобили, но фабриките го редуцираат бројот на произведени автомобили. Така добиваме една ситуација на зголемена побарувачка на пазарот и смалено производство, па логично е малку и цените да одат горе. Ние како пазар не се исклучуваме од општиот тек, европски тек на продажба, но проблем кај нас е што не може да се одлепиме од онаа магична бројка од 4,5 до 5.000 нови возила годишно. Се уште сме во таа цифра, толку се продаваат годишно, нема мрдање. За жал така е. И во пандемиски услови ние си го одработуваме нашиот нужен минимум, кој е околу 5-6 илјади автомобили годишно. Додека сме за новите автомобили, Мишко, која е структурата на тие 5-6 илјади што се продаваат? Има ли промена во цената на оние возила што се купуваат, можеби моќноста, кубикажи, коњажи и така натаму, или е тоа стандардно еден пазар кој што со години има иста структура? Па, нашата слика на нови возила на продажба е прилично бледа и црно-бела е. Зошто? Бидејќи премиум марките секогаш го исполнуваат својот план, тоа се некаде околу 600, 700, 800 возила годишно. И тие секогаш тоа го одработуваат. Вистинската борба е кај поевтините возила и реалното поскапување на новите возила поради новиот закон за даночење на моторни возила, кој беше донесен на сила од 1 јануари годинава. Мичко, цело време државата игра некаква тактика околу тоа што да прави со старите возила. Сега се појави една иницијатива дека ќе се овозможи внес, регистрација на разноразни возила што се возат низ Македонија на странски таблици и така натаму. Гледам реакции и од вашата стручната јавност за автомобилизам и од пазарот на коли и така натаму, дека тоа само ќе овозможи повторно да се внесат, да се регистрираат некаков извесен крш на автомобили кои што се вози по Европа и така натаму. Токму така. Што е суштината на целата таа мерка, бидејќи па од друга страна тие возила секако се тркалаат по македонските патишта и сега само е прашање на кои регистарски таблички се водат. Се слагам со вас и со вашите констатации, но годинава бележиме скоро двоен пад на бројот на вкупно продадени автомобили во однос на лани и исто така преполовување на старите автомобили. Лани имавме ние увоз негде околу 8-9 илјади употребени возила, значи стари возила во Македонија. Оваа година не очекувам оваа бројка да биде поголема од 20 илјади. Од една страна. Од друга страна, мерката на владата има некои олеснувања или предлоги, се уште не знам, за префрлање на табличките нема да донесе никаков
еколошки импакт, ниту пак подмладување на нашиот возен парк. Јас таа мерка повеќе ја гледам како политичка и како психолошка. Така е, политичка и психолошка, да, политиката се занимава и со тие два аспекти на населението. Мишко, што се случува со автомобил на годинава во Македонија? Се заврши ли таа работа? Сум ја пропуштил веста или допреваќе сум ја? Сашо, јас сум член на Европското жири на автомобил на годината, Аутобест, кое опфаќа 31 европска земја. Тоа жири е најголемо во светот според бројот на застапени земји, новинари и се разбира стручност. За жал во Македонија не сум активен во изборот од 2001 година. Добро. Затоа што не ми се допаѓа некои македонски работи внатре, а не можев да ги сменам. Така да одлучив да не се мешам. Нема да одиме во детали тогаш за македонската ситуација. Нема да одиме никако во детали. Ајде да одиме во еден друг смер, Сашо. Да одиме во смер на подобрување на возниот парк, подмладување. Јас уште во една претходна прилика кај тебе кажав дека есенцијален проблем во безбедносен сообраќаен проблем е староста на возниот парк, бидејќи Македонија има старост од околу 18 години, просечна старост на возниот парк. Овој тренд на застарување на возниот парк се појавува и во Западна Европа поради познатите економски збиднувања, така да во една Германија која е модел како треба да се функционира, барем кај нас, просечната старост на возниот парк достигна рекордни 9,6 години. Па ако може во Германија да се возат во просек... Па да, ама дај малку да се најдеме на пола пат. Ајде ние некако со продажба на нови возила и стимулација на нови технологии да го подмладиме возниот парк. Мислам дека ќе одиме во друга насока, Мишко. Мислам дека баш ќе почнеме да ги купуваме овие 10 години стари возила од Германија и да ги увезуваме тука, на тој начин ќе подобриме структурата. Наша среќа е што има многу млади мајки и стари баби во Германија што многу внимателно ги возат своите коли. Така е, да. Мишко, мислат за купувачите во Македонија. Така е. Мишко, да прашам на крајот, што се случува со оној тренд на електрични возила, електрификација? Слушам дека од она што јас малку следам и така натаму сме ги правеле тие муабети во низ прилики, ние и приватно и низ дружењата. Еве се измислуваат и нови начини за уништување на батериите, бидејќи тоа беше еден од големите проблеми, не е само да направиш возило на батерии, туку што правиш после со батериите кои ќе им измине векот и така натаму. Има ли некакви клучни помрднувања во таа насока годинава или ќе ја затвориме од прилика на исти начин како и минатата година? 2020 покрај се она што донесе, јас ја гледам со амбивалентни заклучоци или чувства. Првото е што и покрај изолацијата производителите успеа да покажат еден нов правец во електрификацијата. Најголем проблем што се однесува на електричните возила беа батериите кои се најнееколошки и тие повеќе уништуваат отколку што придонесуваат. Па затоа повеќето марки, лидери на технолошки план, но и некои помлади марки решија да го протежираат погонот на водород, кој впрочем е еден вид на електрично возило. Односно водородот по пат на обратна електролиза прави струја која го движи автомобилот, а нус појава е чиста вода. Од една страна. И тука јас го гледам правецот на развој на електричните автомобили, што е позитивно. Друго, позитивно во Македонија трендот е што се повеќе импортери се окуражија да внесуваат електрични возила и хибридни возила.
Значи да ги следат во тек сите модерни еколошки и технолошки трендови. Но ограничена е употребата на овие возила поради оскудната инфраструктура која имаме. Ние имаме инфраструктура, но таа мора да се проширува за да се направи можен развој на пазарот на еколошки возила. Автомобилот е замислен не само како статус символ и како превозно, туку и како превозно средство, првично. Многу фрустрирачки би било кога нема да може на вашето електрично возило да најдете адекватен приклучок за да утредента бидете оперативни. Ќе крадеме од бандери, имаме овдека разни. Да, ама комшиите може да ни го искат. Така. Курбислав Мишко Барзов, собственикот на автомагазин и творецот на влијателни автомобилски политики во Македонија. Благодарам за ова утринско Мишко вклучување. И благодарам за ова ласкање. Ми беше многу потребно се бајлево. Така, убаво е наутро. Ете, пријатно за Мишко Барзов.